Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели ова вечер кои што ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, на вистина би сакал да ви посакам добро вечер и благослов Божи. Се разбира 2026 година, втора емисијата Гласот на вистината, која што ќе се емитува во текот на целата година. Се разбира по милоста Божја, по милоста на нашиот Господ и Спасител. Минатата емисија беше само воведна емисија на она што следи во текот на целата година. Најавив дека ќе имаме 6 предавања поврзани со Христовото раѓање, тоест со Божјото раѓање. И ќе отпочнеме точно со ова прва сесија или прво предавање по прашање на Христовото раѓање. И верувам дека во овие 6 предавања ќе има одговор на многу прашања кои што беа поставени од ваша лична страна. Така да, ова вечер ќе отпочнеме точно со Христовото раѓање, кој што сепак Библијата ни го опишува како и Божјо раѓање. На самиот старт би сакал да отвориме во Евангелието на Матеј, првата глава, затоа што евангелистите ни го запишале Божјото раѓање, кои биле инспирирани преку Духот Свети, се фокусирале на настанот кој се случи пред 2000 години или повеќе од 2000 години. Во некој од наредните емисии поврзано со Христовото раѓање, точно ќе зборуваме за хронологијата. Кој датум е веродостоен, 25 декември или 7 јануари. Но за тоа ќе зборуваме во некој од, како што реков, од наредните емисии, всушност од овие 6 емисии. И затоа верувам дека ќе дадеме одговор па дури на оваа прашање кое што беше најчесто пати поставено во социјалните мрежи. Па дури сепак и нас не интересира сето ова како е возможно нели во еден таков период да можат пастирите да ги чуваат своите стада кога нели декември месец е зимски месец и е многу ладно и има и снег. Но за тоа, како што реков, отом потом ќе можеме да видиме што Библијата зборува, што историјата зборува, што усмените предања зборуваат и така натаму. Но оваа вечер ќе зборуваме точно и ќе отпочнеме за Христовото раѓање, кое што се случи пред 2000 години. Потоа ќе зборуваме и за добивките, кои се добивките од тоа Христово доаѓање на оваа земја. Но сега посебно ќе се фокусираме дека Христовото раѓање не е само Христово раѓање, туку Библијата не го опишува како божествено раѓање или раѓањето на самиот Месија или Божјото раѓање. Како што реков, ќе отвориме во Матеј првата глава од 18 до 25 ќе читаме. И еве што ни вели Словото Господово. А раѓањето на Исуса Христа стана вака, по свршувачката на мајка му Марија, за Јосиф уште пред да заживеат заедно или да бидат во заедница, се виде дека е тешка од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја пострами и намисли тајно да ја опушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја примиш Марија, твојата жена, зашто зачнатото од неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: Ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, кој во превод значи Бог со нас. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангел Господов и ја прими својата жена и не се доближи до неа додека таа не го роди својот првенец или првороден син и го нарече, се разбира, Исус. Интересна порака, интересен настан кој ни го запишал, се разбира, апостолот Матеј. Повторно ќе отвориме во Лукиното Евангелие и ќе видиме што таму ни е запишано по прашање точно
на Христовото раѓање и ќе видиме поточно во првата глава, ќе читаме од 26 па се до 28. Всушност ќе го видиме известувањето од страна на Бога преку ангелот Гаврил. Еве што ни вели Словото Господово. А во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангел Господов во галилејскиот град по име Назарет. Кај една девојка, таа беше свршена за маж по име Јосиф, од домот Давидов. Името на девојката и беше Марија. И кога влезе ангелот кај неа и рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените. А таа, штом го виде, се вознемири од зборовите негови и размислуваше што значи тој поздрав. А ангелот ти рече: не плаши се, Марија, зашто си наштила благодат во Бога. Ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе роди син и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид и ќе царува на домот Јаковов за секојаш и царството негово нема да има крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Ангелот ти одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Ете и Елисавета твојата роднина, за која велат дека е неродка, и таа зачна во староста своја, и нези веќе е веќе 6 месеци. Зошто кај Бог ниеден збор не останува невозможен. А Марија пак рече: еве слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот си отиде од неа. Замислете си, почитувани слушатели. Почитувани. Доаѓа поздрав до Марија, жена која беше свршена, а не беше омажена. Но Библијата вели дека Марија нашла милост пред очите на Господа, затоа што таа беше богобојазлива жена. Жена која го љубеше и го сакаше Господа и ги почитуваше неговите заповеди и се плашеше, се разбира, од Господа, нашиот Бог. Еве ќе отвориме повторно во втората глава од ова исто Евангелие, всушност тоа е Лукиното Евангелие, и ќе читаме од 1 па се до 20. И еве што ни вели текстот по прашање на Божјото раѓање, поточно на Христовото раѓање. Во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за време на правувањето на Квинери од Сирија. И одеа сите да се запишат секој во својот град. Па така Јосиф од градот Галилеја, од градот Назарет, отиде во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем или Бетлеем, кој во превод значи куќа на лебот, бидејќи беше од домот на племето Давидово, за да се запише со Марија, неговата свршеница, која беше зачнала, а кога беа таму, нези веќе и дојде времето да роди. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Во тој крај имаше или престојуваја во полето, се разбира, пастири кои го чуваа своето стадо. И ете, ангел Господов застана меѓу нив и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. А ангелот им рече: не плашете се, еве ви навоговестувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денес ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос, се разбира, Господ. Овој знак ќе биде најден повиен младенец кој лежи во јасли. Отеднаш со ангели се јавија голем број на небесно воинство кој го славеа Бога велики. Слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Кога си отидоа ангелите од нив на небото, пастирите си рекоа меѓу себе: да појдеме во Витлеем и да видиме тоа што се случува, што ни го соопшти Господ. И дојдоа брзо и го најдоа Марија и Јосиф со младенецот кој лежеше во јаслите. А штом виде или штом го видоа, им ја соопшти
за се она што им беше речено за тоа дете, поврзано со Месијата. И сите што слушаа се воскитуваа на она што им го говореа пастирите, а Марија ги зачува тие зборови, служувајќи ги во своето срце. И се вратија пастирите, славејќи го, фалејќи го Бога и за се оно што чуе, видоа и се што им беше кажано или се разбира речено. Интересни текстови кои ни ги запишаа, се разбира евангелистите, всушност како што напоменав, тие се фокусираа не на хронологијата, на рамката на времето, туку тие се фокусираа, се разбира, на настанот кој што се случи пред 2000 години. Божиот син станал човек, земајки тело од Марија, кој не знаела за маж, а била осценета од Светиот Дух. Станувајки човек, Исус Христ не се лишил од божественоста, туку останал како вистински Бог, меѓутоа исто така и како вистински човек. Како Бог тој си ги задржал сите својства на божеството, а како човек имал тело и имал душа како нас, и бил ист како нас, освен во тоа што не бил подложен, се разбира, на гревот. Затоа велиме дека Господ Исус Христос имал две природи, божествена и човечка природа. Па дури имал и две војли и заедно действувале и двете природи. И затоа Исус Христос е Бого-човек, затоа што бил Бог и бил човек. И затоа Библијата го опишува како Бого-човек. Затоа Библијата го опишува Христовото раѓање како божествено раѓање, или поточно кажано Божјето раѓање. Дотвориме во првото Јованово послание, 5 глава, 20 стих, и еве таму се разбира што ни е запишано. Знаеме исто така дека Синот Божи дојде да ни даде светлин и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог, или да го спознаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме или сме во вистинскиот Бог, Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистински Бог и живот вечен. Еве што ни пишува, се разбира, апостолот Јован Богослов во своите писма, дека Исус Христос дојде како вистински човек, но и како вистински и Бог. Затоа Исус Христос е Бого-човек. Потоа се разбира апостолот Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, кога Христос му се јавил на патот на Дамас, и подоцна Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, воден преку Духот Свети, му ја открива тајната, за жал тајна која што дон денес останува за голем број луѓе. А таа тајна ни е запишана во првото Тимотеево, 3 глава, 16 стих. И вели, несомнено голема е тајната на побожноста. Бог се јави во тело. Беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповеден на народите, светот му поверува и тој, се разбира, се вознесе во слава. Еве повторно, заедно ќе отвориме во посланието на Филипјаните и ќе видиме што таму ни е, се разбира, запишано. Значи, послание на Филипјаните, 2 глава, и ќе видиме што таму ни е запишено. Сепак повторно апостолот Павле го открива она што него му беше откриено за патот на Дамас до црквата до Филипи. Ке читаме 2 глава од 6 па се до 11 стих. Вика, кој ако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа, што е еднаков со Бога, но сам се понизи, земајки лик на слуга, си зедначи со луѓето и по вид се покажа како човек. Сам себе си се понизи, послушен се до самата смрт, и тоа смрт на крст. Па затоа Бог го превозвиши и му даде име кое што е над секој име, та во името на Исуса да се поклони секое колено, се што е на небото, се што е на земјата и се што е под земјата. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава, се разбира, на Бог, Таткото. Потоа, повторно апостолот Павле до Колосјаните 1 глава ни вели вака: тоа е слика на невидливиот Бог, се мисли на Христос, на Месијата, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата, што е на земјата, видливо или невидливо,
било престоли, било господарство, било началство, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и во него се состои се. Еве што ни е опишано во Евангелието на Јован. Значи ќе отвориме во Евангелието на Јован, првата глава, и ќе видиме што таму ни е запишано во оваа глава. Кога ќе ги погледнеме Евангелијата, 4 Евангелија, Матеј, Марко и Лука, ќе видиме дека 3 Евангелија, кои уште така се наречени како синоптични Евангелија, точно се занимаваат со Божјото раѓање, тоа е со Христовото раѓање, со раѓањето на Месијата, доколку евангелистот Јован започнува со Божјото раѓање, дека Христос е тој жив збор кој се утелотворува и доаѓа во личноста на Исуса Христа. Да го погледнеме текстот кој што ни е запишан во Евангелието на Јован, првата глава. Вели, во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бог, се стана преку Него, и без Него ништо не стана, она што постана. Во Него имаше живот, и живото им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнина, и темнината не може да ја опфати. Имаше еден човек по име Јован испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше вистинска светлина, туку дојде да сведочи за светлината. Беше вистинска светлина, кој го осветлува секој човек што доаѓа во светот. Во свето беше и свето преку него постана, но свето не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија им даде можност да станат деца Божи, кој не се роди од крв ниту по желба на тело, ниту од похот машка, туку од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели меѓу нас полно со благодат и вистина, и ние ја видовме неговата слава, слава како на еднородниот од таткото. Еве што ни открива, се разбира, евангелистот Јован Богослов, дека она што беше од почетокот, тоа беше всушност Месијата, Христос. Тоа беше Словото Господово, кој Бог ги твори небото и земјата. И тоа Слово стана тело. Затоа што и преку него настана, се разбира се. Почитувани слушатели, еве што друго ни е запишано во Словото Господово, дека Христос е Месијата. И не само Месијата, дека тој поседувал уште една природа, и таа се викала божествена природа. И затоа Исус Христос е Бого човек. Се надевам дека ви дадов доволно информации преку зборот Божи, преку Светото Писмо, зашто Христовото раѓање е опишано исто така како што кажав, како Божјо раѓање. Во Матеј 1 глава 23 стих ми е запишано: и ете девица ќе зачне, ќе роди син и ќе го наречат Имануел, што значи, или во преведено, значи Бог е со нас. Потоа во Лука видовме во 2 глава 11 стих вика: денес во Давидовиот град, во Витлеем ви се роди Спасител, или Месијата кој е Господ. Има уште многу да се зборува по ова прашање, но би оставил за наредните емисии. Затоа имајте убава и благословена вечер, Господ нека биде со вас и Христос се роди. Пријатна вечер и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.